Добро утро, почитувани гледачи. Со овие вообичаени зборови го започнуваме ова наше на некој начин вклучување во живо, иако материјалот се емитува нешто подоцна, со цел да ви доловиме дел од она што моментално се случува во Делчево, а и да ви кажеме некоја информација, да повториме нешто што има од вчера останато недокажано, или пак она што доправа ќе се случува. Времето денеска сончево, поладно за разлика од претходните денови, мајки предвид дека забележувате има снег на повисоките места, но со Говските планини на Голак нешто послабо. Граѓаните вообичаено и во вакви услови ги вршат своите секојдневни обврски. Нема преголема раздвиженост, но таман колку што треба. Патот не води еве покрај новиот бизнис центар кој се гради во собственост на компанијата Постоловски, се извинувам. Надворешно мислам дека целиот е изграден веќе. Така е како што забележувате, останува да се уреди внатрешниот дел, со што Делчево би добило еден репрезентативен бизнис центар за неговата намена и услугите кои ќе ги нуди, ќе дознаеме што дојде до негово официјално отворање. Еби овде се забележува снегот, а во близина сме и на улицата Индустријска, каде продолжуваат градежните работи. Се уште се поставуваат ивичниците и можеби и завршено досега, еве како изгледа во моментот. Се средуваат некои работи за да може да се пристапи кон нејзино асфалтирање. Овде кај мостот е малку проблематична ситуацијата. Мислам дека имаше најавено општината информација дека и тој би се санирал преку проект на владата. Патот некако не води на кај населба Расадник. Би зирнале малку еве и во оваа улица, во оваа населба. Во оваа населба беше најавена реконструкцијата на улица Видое Смилевски Бато, па бидејќи сме во близина би можеле да зеднеме дали нешто има во моментот таму или по завршувањето на работите на улица Индустријска би се пристапило кон изградба на оваа улица, за која жителите подолго време, можеби, како што кажа еднаш Мире Андонов, 50 години имаат барање да се направи. Значи се уште се извинувам, не е започнато, но беше најавено. Улица Индустријска најверојатно штом ќе заврши, овде би продолжили работите така. Нагаѓаме сега да не фаќате за збор. Работата е целосно оваа улица да биде направена, бидејќи имаше ситуации во минатото кога брза помош не можеше да стигне при породување на една мајка родилка. Така нешто беше ситуацијата. Сум заборал искрено, но имаше таква информација. Кога сме кај населбата Расадник, би можеле да
дзирнеме и кај детската градинка која се гради и е изградена всушност во оваа населба. Таа се наоѓа подолу малку од овде. А имаме можност и да прошетаме низ населбата, да разгледаме не сме минувале одамна од минатогодишната расадничка вечер по овој дел од градот. Се надевам ќе го поводиме излезот, еве овде некаде беше во близина. Сега лево, да. Точно така. Како што имаш информација, оваа градинка е завршена надворешно, се работеше на уредување на дворот, може би се уште се работи, ќе видиме. Еве како изгледа. Ќе биде малку, значи, настрана од градот. Се надеваме дека со низината изградба ќе биде задоволена онаа листа на чекање, иако во последно време мислам дека има многу помалку дечиња од порано и да се надеваме дека во некој идно време повторно ќе се зголеми наталитетот во Делчево и ќе се бара место повеќе или ќе биде точно толку доволно колку што имаме моментално капацитет во двете градинки во Делчево. Што да кажеме друго за ово утринско јавување? Денес имаме најавено гостување на Кристина Ампева, председател на Сдруженијето Гласен текстилец. Ќе ја снимиме за нашиот подкаст и доколку сме во можност уште вечерва ќе ја измонтираме за да може да ја гледате, да слушнеме со што се соочува моментално, со што се соочуваат моментално работниците и кои предизвици ги имаат текстилството, пред какви предизвици е исправено. Колешката Билјана Петровска сигурно има подготвено добри прашања и на кои Ампева ќе се потруди да одговори. Најпрво има закажано состанок помеѓу бизнис секторот, најверојатно текстилството, заедно со Сдруженијето Гласен текстилец. Тие имаат еден проект кој го реализираат подолго време, па најверојатно темата е нешто во таа насока. Вчера сите видовме исто така да се навратиме на едни фотографии кои ни ги прати наш другар, Браната Калиманци, исполнета да се речиси до врв, што предизвика позитивни коментари кај граѓаните, кај читателите на Делчево 365.mk. А еве како изгледа и нивото на водата во река Брегалница. Вака е веќе од јануари, од декември, што е добро за хидролошката состојба во овој регион. Времето денес рековме малку поладно од вчера, но може би ќе има услови да се направи еден тениски надпревар, доколку има кандидати, доколку дозволи. Доколку нема ветар секако. Тоа би било се од ова вклучување. Ќе ви посакаме пријатен ден. Следете не на YouTube, на Instagram, на TikTok, на Facebook. Очекувате нови информации, се тоа на што го имам, ќе го добиеме како информација нормално
го објавуваме како што ќе бидеме во можност да го подготвиме. Пријатен ден!